Добро вечер, почитувани гледачи, вие сте со К3, трето информативно издание за денеска. Еве што издвојуваме. 13 згради од Куманово аплицирале за учество во проектот за енергетска ефикасност. Третата вечер на театарскиот фестивал во Крива Паланка помина во знак на комедијата Ах, љубов моја. Министрите за надворешни работи за одбрана на самит во Варшава. Урош Петровиќ е новото засилување на кошаркарскиот клуб Куманово. Тоа е само дел од содржините. За преостанатото бидете со нас и по рекламите. Третиот дневник тргнува во 20 часот. Добро вечер, трет дневник на К3. 13 згради се пријавиле во општина Куманово за учество во проектот за енергетска ефикасност, кој се спроведува заедно со Хабитат Македонија. Проектот се спроведува 3 години и досега 3 згради во централното градско подречје беа офатени со него. Зградите ќе добијат нов лик, а станарите ќе може да заштедат и да ги повратат средствата кои Хабитат и општината ги инвестираат за енергетска ефикасност. 13 стамбени единици од Куманово аплицирале на јавниот повик за проектот енергетска ефикасност кој го спроведува Хабитат и општина Куманово. Стручни екипи од општината и од Хабитат веќе се во фаза на разгледување на апликациите, а од 21 септември започнува проценка. Проектот енергетска ефикасност предвидува обнова на фасадите, надворешната столарија и кровната конструкција. 80% од средствата што ги вложуваат станарите ги враќаат со незначителна каматна стапка од 1%. Останатите 20% ги инвестира општина Куманово преку плаќање административни такси, нотарски договори. 4 услови се клучни за избор: процентот на прифатеност од станарите, процентот на заменетата столарија, локацијата на стамбената единица и староста на зградата. Комисијата како во јавниот повик е во обврска да во рок од 10 дена, од 9, значи 21 септември, ќе ги објави резултатите од повикот. Во кој смисол резултати? Нема тоа да бидат резултати во буквална смисла, туку ќе направиме и ќе се обидеме некое рангирање на апликантите, односно на стамбените згради кои што аплицирале на повикот, за да можеме на некој начин да отпочнеме постапка да контактираме со сите. Ние зимаме обврска да контактираме со сите кучни совети, со сите стамбени згради. Станарите самите го избираат изведувачот на реконструкцијата, а Хабитат ја проверува сериозноста на фирмите кои ќе бидат изберени. Тимовите од Хабитат ќе вршат надзор како течат работите на терен. Во овој период потребно е да аплицираат оние станари од стамбени единици кои се дел од комплекс на стамбени згради, кои што веќе се влезени во проектот. Хабитат и општина Куманово на основа на свој прелиминарен и општ договор што имаат направено се обвржуваат да направат помош каде што Хабитат ќе изработи техничка документација, ќе обезбеди надзор над вршењето и извршувањето на работите, а општина Куманово сите административни трошоци кои што ќе бидат во постапката и реализацијата на проектот, од издавањето на услови за градба, изводи од детални урбанистички планови, административни други такси, нотарски трошоци каде што сите станари ќе треба да отидат кај нотарите да потпишат согласност за соработка со Хабитат и така натаму. Значи сите други трошоци ги зима како обврска општината. Така да 20% кои што ќе бидат обезбедени ќе се предадат на Хабитат како донација, средства неповратни. И тоа ќе биде донација од општина Куманово на кучните совети кои што ќе го реализираат проектот. Останатите 80% од вредноста на проектот ќе биде како обврска, како заем обезбеден од страна на Хабитат со, да кажем, смешна камата или многу минимална камата од 1%, што тоа би представувало на некој начин во период од 10 години незначително оптеретување на граѓаните на Куманово.
Најголем број од зградите кои што поднеле апликации се наоѓаат во централното градско подрачје. Осмокатницата, зградите на улицата Ленинова над Скопски Дуќани, Доне Божинов, Браќа Рибар, Октомвриска револуција, Тодор Велков спроти Центарот за вработување, Димитар Влахов, Драган Стопаревич, Народна револуција и Линденска Димитрije Туцовиќ. Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН од Куманово упати апел до градоначалникот Дамјановски дека на младите во Куманово им е смачно да го гледаат градот кој од ден на ден се уништува. Посочи дека тој е човекот кој што е лицето на градот, но и да не заборави дека и состојбата на градот е неговото лице. Членовите на Унијата на млади сили окружен комитет Куманово го обвинија градоначалникот Дамјановски дека шеталиштето на Кеот е во катастрофална состојба, со искрчени бекатони, големи дупки, а воедно изобилува и со голема количина на смет од која се шири непријатна миризба. Тие додаваат дека огромните треви, кои се израснати, се природни змијарници преку летото и никој не ги коси се додека самите не се исушат. Лошото управување со општината во дел на расчистување на ѓубрето и сметот што се прават околу контейнерите, на кеот на реката и централното подрачје, запуштените градски и приградски зелени површини, направени природни змијарници од голема трева, која никој не ја коси во околината и ѓубре, пластика на сите страни и коритото на реката Кумановка на кеот е полна со смет, од која што се шири и непријатна миризба. Шеталиштето покрај реката на кеот е во катастрофална состојба. Искршените бекатони и големи дуки, каде што во вечерните часови има уште еден проблем. Не е осветлено и може да падне некој во реката и сериозно да се повреди. При тоа шетаат и диви кучиња на кеот, кои буквално се и газди на кеот. Не дозволуваат пристап понекогаш на случајните граѓани да прошетаат, а градскиот и Соколанскиот парк се запуштени и не се наводнуваат, со што тревата веќе е исушена и нема никакво природно растение. Ситуацијата не е ништо подобра и на градскиот плоштад спроти културен дом Трајко Прокопиев. Во Куманово се ветува, а не се исполнува. Ако кеот е нешто со кое што градоначалникот се гордее, тогаш за другото направено во Куманово, сликата кажува се. Покри градскиот кеј, градскиот и Соколанскиот парк не се поразлични од лошата состојба на кеот. Ѓубрето и сметот што се прават околу контењерите се огромен проблем за граѓаните, велат од Унијата на млади сили на ВМРО ДПМН. Гледајќи ги овие состојби на градските јавни површини, Унијата на млади сили им препорачува на сите граѓани на општина Куманово, доколку сакаат да прошетаат некаде низ горе наведените градски подрачја, задолжително да ги следат нашите совети и напатствија, да земат маски за спречување на вдишување на бактерии, како што е оваа, или во најлош екстремен случај да земат газ маски, па дури тогаш да прошетаат низ градот. Во спротивно, вашето здравје ќе биде загрозено. Господине Дамјановски, вие сте човекот кој што е лицето на градот, но не заборавајте дека и состојбата на градот е вашето лице. На младите во Куманово им е смачено да го гледаат нашиот град како од ден на ден се уништува. Тие додаваат дека граѓаните на Куманово заслужуваат градоначалник кој ќе работи во интерес на граѓаните. На младите веќе им е смачено да го гледаат градот како од ден на ден се уништува. Унијата на жени при ВМРО ДПМН Крива Паланка продолжува со своите активности од едукативен карактер на различни теми. Вчера вечер во локалната установа Градски музеј организираа трибина на темата Демократските традиции во македонското општество, која ја појаснија дипломирани социолози. Со цел да се појасни значењето на поимот демократија и нејзината традиција во македонското општество, во организација на Унија на жени при Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН во Крива Паланка беше организирана трибина на која говореа дипломираните социолози Сашко Додевски и Никола Ѓорѓиевски. Денеска имавме можност да се запознаеме во еден дел општо за демократијата, што означува како се развивала и во другиот дел да се запознаеме подетално со примена на еден историографски метод, со една анализа на развојот и еволуцијата на демократијата во Република Македонија, уште од антиката, преку беа земени три историски одредници или репер точки. Тоа беше периодот при крајот на 19-тиот и почетокот на 20-тиот век, во кој што фатено револуционерната борба и така натаму. Втора одредница беше периодот за време и по Втората светска војна и конституирањето на современата македонска држава, и третиот период беше независноста
Република Македонија. Напорите на одговорните од Унијата на жени е континуирана едукација на различни теми за членките, но и за сите заинтересирани граѓани на општината, вели председателката Митевска Давидовска. Унијата на жени при ВМРО ДПМН Крива Паланка продолжува со низа активности. Вечерва имавме трибина на тема демократија, на која што тема гостини беа дипломирани социолози Сашко Додевски и Никола Георгиевски, кои дискутираа за историјата и актуелната ситуација на полето на демократијата. Интересот на членките беше огромен, имаше огромна посетеност и се надевам дека со вакво темпо продолжуваме и понатак. Демократијата е основна вредност која треба пред се да се познава, да се негува и унапредува, порача Додевски, дипломиран социолог, инаку предавач на трибината. На пат со Марко Цепенков е насловот на серијалот кој однедавна се работи низ градовите во Република Македонија. Планирано е да се снимат 20 епизоди за 25 града во државата, а се во продукција на Алфа телевизија. Денеска во Куманово е завршено снимањето, а за целокупниот проект ексклузивно разговараме со познатиот актер Кирил Андоновски. Серијалот се вика На пат со Марко Цепенков. Значи, сегде кај што бил Марко Цепенков, напишал по нешто за секој град, дали е тоа некои ѕидини, дали е тоа некој манастир, лековита вода, но зошто велиме и полудокументарно. Разговараме со занаечи, со знаменитостите во градот ги посетуваме, со пазарот, све што е актуелно и кој специјалитет го има овој град. Како кајвас што е мезалакот, нели? Во Куманово што најповеќе ќе обрнете акцент при снимањето? Всушност на што најмногу ќе се концентрирате овдека во Куманово? Па еве, бевме градот со Пајтон го прошетавме, што е кајвас обележи, главните згради стари кои се обележена, како што е Занечискиот дом. Бевме во куќата на коледарите. Еве тука сме кај Вавацана со мезалак, како специјалитет по кој е Куманово познато. И се што е познато, и во пазарот, со што располага пазарот, со што се храни народ, тоа е документот. Секој град има на располагање по половина саат. А вие знаете што све може да се собере во половина саат. Може многу. Така да секој град 2 дена, 3 дена, колку што треба, толку остануваме да уснимиме. Па знаете дека занетите исчезнуваат. Ние имаме најдено бојаджи, имаме најдено влачарници, имаме занечи кои веќе не постојат занаети. Овие казанџи или што ја знам. Сето тоа го документираме. А во специјалитетите разговараме со куварите да не ја каже и рецептата. За секој специјалитет од секој град што е. Промоцијата на целокупниот серијал, односно неговиот старт, според зборовите на Андоновски, се очекува да се случи во првата половина на октомври месец. Вчера вечер кривопаланчани во огромен број дојдоа во салата на Домот на култура за да ја проследат неверојатната изведба на представата Ах, љубов моја на актерите од театар комедија од Скопје. Сцената беше исполнета со непредвидливи ситуации, интересни карактери, убави, но и динамични моменти на љубовта, а кривопаланчани овој пат покажаа дека малите градчиња имаат одлична театарска публика. Третата вечер од Интернационалниот театарски фестивал Свети Јоаким Осоговски беше резервирана за изведбата на гостите од театар комедија од Скопје, кои на сцената ја изведоа представата Ах, љубов моја во режија на Кола Ангеловски, работена според турска приказна. И оваа вечер кривопаланчани ја исполнија салата до последното место и уживаа во актерскиот перформанс на дел од познатите македонски актери, кои пак ја исполнија сцената со непредвидливи ситуации, интересни карактери, убави, но и драматични моменти на љубовта.
Роберт Ристов, Нина Дејан, Атанас Атанасовски, Александар Микич се некои од звучните македонски актерски имиња. Малите градови имаат одлична театарска публика, велат тие, а тој флуид што се раѓа меѓу нив е нешто пошто ќе го паметат ова гостување во Крива Паланка. Прекрасно е да се гостува во Крива Паланка, мене не ми е прв пат, веќе сум бил неколку пати со представи тука и секогаш супер поминуваме. И исто така ми е голема чест да играм во градови каде што нема театар, пошто е празник и за нас актерите и за публиката. Ние прв пат доаѓаме овде на овој фестивал како ансамбл театар комедија од Скопје и доаѓаме со нашата прва представа од нашето постоење и формирање, каде што луѓето сепак ценат и знаат и умеат да наградат она што е добро, што го виделе, што го слушнале. Се надевам дека ние како актери во целост се предадовме тука и дека публиката стварно задоволна ќе си оди дома. Градот е многу симпатичен, имавме прилика, јас сум прв пат тука, само кратко да го видиме ова попладне, а инаку представата, јас мислам дека помина одлично. Така некако доби некоја нова енергија, зашто на различно место се игра. Ние веќе многу пати имаме изиграно, меѓутоа тука си имаше некој свој посебен шмек. Сметам дека и другите општини од натрешноста треба да се огледаат на вас и да пробат да направат нешто во врска со доближување на театарот во помалите места. Јас лично потекнувам од Неготино и секогаш сме биле жедни за вакви типови на манифестации. Ние сме прв пат во Крива Паланка и си поминавме фантастично. Ова е многу интересен фестивал. Крива Паланка е многу така интересен град. Со тоа што можевме денеска да видиме, се прошетавме малку и има една многу интересна атмосфера и многу интересна театарска публика, која во текот на представата со време не бодреше со аплаузи и добри реакции, така да кеф ни беше што игравме овде пред вас. Репертуарот на седмиот театарски фестивал продолжува вечерва со представата Цимери на уметничката работилница Призор од Белград, Србија. Сдружение на граѓани Друштво на писатели од Куманово распишува награден конкурс за основните и средните училишта. За основните општински училишта прва тема е случка, втора тема подарок. За средните образовни училишта прва тема е среќа, додека втората бегалци на денешнината. Конкурсот трае од 17 септември до 18 октомври. Во просториите на Народниот музеј во Куманово се одржа сликарска интерпретација на современата стварност на Дејан Божиновски. Се работи за колекција од 12 мегапортрети работени во техника акрил на платно. Тематскиот наслов на изложбата Интерфейс се делумно реално постоечки, делумно имагинативни и го откриваат светот онаков како што тој се сликува во нив. За сега прв пат изложувам на отворен простор, го излегувам од галеријски простор, така да некоја друга димензија и што е многу окей. Значи дека ова ќе биде интересно за кумановската публика? Па да, нешто ново. До сега можда во 80-те години има работено вака кумановските ликовни уметници, така да во последен период прв пат вака да излеземе на отворено со некоја ваква изложба. Ова ми е мене поред втора изложба, Поента. Поента работам на големи формати. Еве овој пат избрав портрети. Така да насловот се вика Интерфейс, каде влегувам во, го отсликувам она првично представување на портретите, каде видливоста ја представувам и ја внесувам публиката во некоја интеракција со самите портрети. Божиновски не застанува тука, најави дека и во наредниот период за љубителите на уметноста подготвува нови изненадувања. Министрите за надворешни работи и за одбрана на Република Македонија, Никола Поповски и Зоран Јолевски, изразија задоволство од состанокот во НАТО, каде најпрво се сретнаа со генералниот секретар на Алијансата Јенс Столтерберг, а потоа со Северноатлантскиот совет на НАТО, во рамки на читањето на извештајот од 16-тиот циклус на акцијскиот план за членство на Македонија во Алијансата. Според македонскиот шеф на дипломатијата се работи за 16-ти состанок по кој очекувањата се дека на самитот на НАТО во Варшава идната година нашата земја ќе добие признание за достигнувањата, иако пречката за членство во најголемата воено-политичка организација на светот останува грчкото вето. На овој 16-ти состанок од почетокот на овој процес на приклучување кон Алијансата, прва и највидлива точка беше фактот дека Македонија веќе 7 година не е дел од НАТО, а по Букурештскиот самит и одлуката дека претходно треба да се најде
најде решение со нашиот јужен сосед. Во овој дел, најголемиот хендикеп е тоа што Грција не чувствува посебен притисок од подолгиот период на блокада на Македонија. Од друга страна, за нас второ најдобро решение или пристап е да работиме на подобрување на односите, на сближување на двете земји и на тој начин да обезбедиме подобра клима за моментот во кој би можеле да се приклучиме кон НАТО, посочи министерот Поповски. Според шефот на дипломатијата на Македонија биле поздравени напорите и придонесот кој го дава Македонија во НАТО, конкретно и на политичко ниво, а имало интерес и за политичкиот диалог во земјата и напорите што се вложуваат за надминување на политичката криза. Поповски пренесе дека охрабрува фактот што во моментов се гради клима во која сите институции можат целосно да функционираат, вклучително и парламентот на Македонија, и дека тоа е добар адут за тргање на страна, тоест изолирање на сите изговори што во минатиот период беа користени за отргнување на вниманието од клучниот проблем – блокадата што Македонија ја има во НАТО. Очекувањата се дека во пресрет на самитот во Варшава со сигурност ќе има придвижување во делот на проширувањето. За Македонија, очекувањата се дека ќе бидат признаени нашите досегашни достигнувања, но без консензус членството тогаш тешко може да се постигне, деци Дене Поповски. Министерот за одбрана Зоран Јолевски посочи дека на средбата со генералниот секретар на НАТО Столтенберг, како и со Северноатланскиот совет на Алијансата, информирал за реформите што се направени во армијата на Република Македонија и за контрибуциите во мировните мисии, посебно за НАТО мисиите како одлучна поддршка и КФОР. Нашите соговорници изразија задоволство тоа што е постигнато за начинот како македонските војници ги извршуваат своите задачи во Авганистан и логистичката поддршка во рамките на КФОР. Покрај за реформите информиравме и за модернизацијата на македонската армија, која е целосно во согласност со НАТО стандардите, посочи Јолевски. Според податоците на Црвениот крст, во Хрватска влегле околу 5400 бегалци. Ги дочекува Црвениот крст и им обезбедува храна, вода и потребна помош. Унгарија е подготвена да учествува во меѓународна воена операција во Сирија, ако биде разработена разумна стратегија. Силен земјотрес со јачина на ударот од 8,3 степени според Рихтеровата скала предизвика смрт на најмалку 5 лица и евакуација на околу 1 милион лица во Чиле. Следуваат вестите од светот. Според податоците на Црвениот крст во Хрватска влегле околу 5400 бегалци. Ги дочекува Црвениот крст и им обезбедува храна, вода и потребна помош. Во наредните денови се очекуваат уште 4000 бегалци. Тие ќе бидат сместени во центри во Јежево, Кутина, Сисах и Товарник. Уште еден воз утро во Товарник стигнал во Дуго село, од каде ќе бидат префрлени во регистрацијскиот центар во Јежево. Министерот за внатрешни работи Рајко Остојќ во Товарник изјави дека хрватската полиција има целосна контрола над хрватската граница, но доколку мигрантите продолжат да пристигнуваат во поголем број, Хрватска ќе мора да размисли за сосема поинакво однесување. Премиерот Зоран Милановиќ изјави дека Хрватска е целосно подготвена за прифаќање на бегалците и дека никој нема да ги спречи да одат таму каде што сакаат. Шефот на хрватската дипломатија Весна Пусиќ порача дека Хрватска може да се носи со неколку илјади азиланти, но дека не е подготвена за десетици илјади. Унгарија е подготвена да учествува во меѓународна воена операција во Сирија, ако биде разработена разумна стратегија, изјави унгарскиот премиер Виктор Орбан. Ако меѓународната заедница изработи разумна стратегија, ние сме подготвени да учествуваме, како од морални причини, така и од сопствен интерес, изјави унгарскиот премиер. Орбан за францускиот весник нагласи дека во догледна иднина христијанското население на земјите во Европската унија нема да е во состојба демографски да се надпреварува со зголемената по бројност муслиманска заедница. Силен земјотрес со јачина на ударот од 8,3 степени според Рихтеровата скала предизвика смрт на најмалку 5 лица и евакуација на околу 1 милион лица во Чиле, изјави представник на Министерството за внатрешни работи. По главниот удар следеле неколку силни вторични потреси, јави американските медиуми. Имало силно тресење на зградите во престолнината Сантјаго, а мали бранови цунами предизвикале поплави во неколку крајбрежни градови. Чилијанската председателка Мишел Бачелет по итната седница на владата првично соопшти за 3 загинати лица. Неколку вторични потреси, вклучувајќи еден со јачина од 7 степени и 3 со јачина од над 6 степени, го растресоа целиот регион. Епицентарот на земјотресот е регистрира на 42 километри од градот Канела Баха, на длабочина од 11 километри.
Кошаркарскиот клуб Куманово влегува со големи амбиции за наредната сезона. За таа цел потребен е силен состав кој ќе треба да ги потврди минатогодишните резултати. Кошаркарскиот клуб Куманово продолжува да го засилува тимот за наредната сезона. Најновата аквизиција е Урош Петрович, кој игра на позицијата 4 и би требало да представува добро засилување под обрачите. Новиот член на Куманово има 25 години и е висок 205 см, а минатата сезона настапуваше за иранскиот Нафт Абадан. До почетокот на првенството, според зборовите на тренерот Луковиќ, се очекува во Куманово да пристигне уште едно квалитетно засилување од Србија, кој ќе игра на позицијата 1 и 2. Според планот, екипата требаше да биде засилена со американецот Вил Реган, но тој поради собствени причини не стана член на Куманово. До почетокот на првенството се очекува Куманово да одигра серија пријателски напревари со цел засилувањата што побргу да се вклопат во тимот. Судејќи според костурот на екипата, Куманово следната сезона би требало да игра значајна улога на трите фронта. Динамо Загреб го приреди најголемото изненадување во првото коло од фазата на групи на Лига на шампиони, совладувајќи го Арсенал со 2-1. Тоа беше прва победа за хрватскиот шампион во фазата на групи од 1999 година, а работата им ја олесни Оливие Жиру, кој во 40-та минута доби втор жолт картон и ги остави топџиите со играч помалку до крајот на средбата. Пиварич го отвори резултатот на Максимир со погодок во 24-та на 2-0 с големи Жуниор Фернандес во 58-та минута. Волкот успеа само да намали во 78-та минута со 10-тиот гол за Арсенал во Лигата на шампиони. Македонскиот репрезентативец Аријан Адеми го одигра целиот надпревар за модрите од Загреб. Челси, иако почна со големо промашување од белата точка на Еден Азар, го прегази Макаби Тел Авив со 4-0 и ја спаси честа на Премиер Лигата. Откако другите три тима доживеа порази на стартот. Покрај Арсенал загубија и двата тима од Манчестер Сити, дома од Јувентус, а Юнајтед нагости од ПСВ. Лионел Меси не успеа да постигне гол на 100-тиот настап во Лигата на шампиони, а Барселона се враќа само сабота од гостувањето кај Рома по киксот на Марк Андре Тер Штеген за израмнување на 1-1 во првото полувреме, што остана и конечен резултат. Преостанати резултати: Баер Леверкузен Бате 4-1, Динамо Киев Порто 2-2, Гент Лион 1-1, Олимпијакос Баер Михен 0-3, Валенсија Зенит 2-3. На состанокот на представниците на 54-те членки, УЕФА ја разгледа можноста за формирање на третото европско клупско надпреварување во кое што би играле тимовите кои не можат да ги минат квалификациите за двете постоечки надпреварувања, Лигата на шампионите и Лигата на Европа. Лидерите на европскиот фудбал на Малта разговараа како да се најде формат во кој клубовите од послабите европски лиги ќе имаат можност подолг период во сезоната да имаат квалитетни надпревари. Битката за европскиот трон продолжува денеска со првата полуфинална пресметка во Лил. Шпанија против домаќинот Франција во надпревар кој носи пласман во финалето, но и олимписка виза. Европските кошаркарски велесили во последните 8 години се сретнаа 8 пати, а фуријата славеше на 5 од тие надпревари. Сепак, триколорите имаат мала предност затоа што победија на последните две меѓусебни средби со Шпанија и денеска ќе истрчаат на домашен терен. Во второто полуфинале, утре ќе играат Србија и Литванија по синокешните победи против Чешка и против Италија. Литванците во најдраматичното четвртфинале славеа над Италија со 95-85, дури по продолжение од 5 минути. Србија во четвртфиналето ја прегази селекцијата на Чешка со 89-75. Србите има малку проблеми во првото полувреме од надпреварот, но во вториот дел доминира на теренот и заслужено се пласира во полуфиналето на Евробаскет. Времето во Македонија беше сончево и доста топло со слаб до умерен ветер. До петок нашето поднебје ќе биде под влијание на топла воздушна маса од југ, која ќе услови сончево и доста топло време за овој период од годината. Во деновите од викендот температурата ќе биде во постепено благо опаѓање. Метео.
Тоа беше се што подготвивме за третиот дневник, почитувани гледачи. Пријатна вечер.